Господ Исус Христос денеска биде со сите нас, како што и веќе недвосмислено го почувствувавме за време на славењето. Јас сум многу среќен и радосен и благодарен што можеме денеска со нада да бидеме во ова заедница во Евангелска црква во Аеродром. Благодарам за убавите зборови на пасторот Живко и благодарам за убавото добре дојде и за довербата да можеме да споделиме нешто од вас, од оно што имаме во нашето срце со вас, од зборот Божи, ако е посветен и поврзан со црквата, поточно во овој случај со она што се нарекува локална црква. Јас ќе прочитам стихови кои се наоѓаат во првото послание до Коринќаните, од 12 до 27 стих, и ги читаме тие стихови. Еве што апостолот Павле вели таму. И како што е телото едно, а има многу делови, сите делови од тоа тело на колку и да се тие, едно тело се, така и Христос. Зашто преку еден дух сме крстени сите во едно тело, било јудејци или елини, било робови или слободни, и сите сме со еден дух напоени. Зашто и телото не се состои само од еден дел, туку од многу. А ако ногата рече, бидејќи не сум рака, не сум дел од телото, зар само заради тоа таа не припаѓа на телото? И ако увото рече, бидејќи не сум око, не сум дел од телото, зар поради тоа увото не припаѓа на телото? Ако целото тело би било око, тогаш каде ќе е слухот? Кога целото би било слух, тогаш каде е мирисот? Но Бог ги наредил деловите секој од нив во телото така како што посака. Ако сите тие би биле само еден дел, тогаш каде е телото? А сега се пак многу делови, но сепак едно тело. И не може окото да ја рече на раката, не си ми потребно, ниту пак главата на нозете, не сте ми потребни. Напротив, овие делови од телото кои не изгледаат послаби, се многу попотребни. И на оние делови на телото за кои сметаме дека се помалку честни, им оддаваме повеќе почит. И нашите срамни делови добиваат поголема пристојност. Пристојните пак делови немаат потреба од чест. Но Бог го составил телото така што им дал изобилна почет на органите што ја нема, за да нема раздори во телото, но деловите подеднакво да се грижат едни за други. А кога страда еден дел, тогаш страдаат сите делови. И кога се слави еден од деловите, тогаш со него се радуваат сите делови. Вие сте телото Христово, а поодделно вие сте негови членови. Амин. Небесен Татко, ние ти благодариме за овој свет збор и веруваме дека во овие зборови се состои содржината, тајната, објавена од Тебе, за тоа што значи да се биде црква. За тоа што значи да се биде црква, што се нарекува универзална сеопшта црква, која пак не може на друг начин да се манифестира освен во локалното тело, во така наречените локални цркви. И затоа јас те молам денеска да можеме тоа многу добро да го разбереме, бидејќи токму од секоја локална црква зависи како пред светот ќе изгледа твојата сеопшта црква. И затоа јас те молам конкретно за оваа заедница тука. Те молам за ова тело Христово, те молам за овие органи и те молам, Господе Боже, да разбереме постојано дека Христе ти си главата, а сите ние заедно, секој поодделно, соодветно со твоето провидение, со твојата милост, со твојата обмисла и промисла, сме членови или органи на тоа тело. И она што ние сега те молиме е како да функционираме. Како да бидеме употребливи, така што, Господе, да му помогнеме на тој орган кој страда и да страдаме со него, а и да се радуваме и да му дадеме почит на тој кој се радува. Така твоето тело, Господе Боже, ќе биде обзнанено пред овој свет и многуми на други ќе сакат во него да придонесат. Ние сме исто така и твоја невеста, а тоа ја означува нашата љубов кон Тебе и копнежот, Господе Боже, исто така да бидеме чисти, непорочни, целосно предани само на Тебе, бидејќи Ти си нашиот младоженец. Ова, Господе, го исповедам пред Тебе и од Тебе, Небесен Татко, сега велам во името на Исус Христос, услишај не во силата и помазањето на Светиот Дух. Амин. Духовното изградување како дар за локалната црква е според мене пресуден елемент за тоа како таа црква ќе расте, колку здрава ќе биде и на кој начин ќе биде употреблива и како ќе може Бог
од неа да направи сведоштво или да изгради народ кој е достоен за неговото име. Уште во самите рани почетоци на раната црква, значи не многу подоцна откако Светото писмо ќе биде напишено во првиот век, веќе кон крајот на третиот и почетокот на четвртиот век, имаме луѓе кои размислуваат внимателно што всушност значи што значат овие стихови, што значи да се биде навистина Божја црква. Така, во четвртиот век, еден од најголемите учители во тоа време, неговото име е Ориген од Александрија, кога зборува за црквата, посебно за локалната црква, ќе го каже следното. Јас не сакам да бидам наречен со името на некој основач на некоја ерес. Туку сакам да бидам наречен со името на Христос. Да го носам тоа име, кое е благословено на целата земја. Ова е мојата желба и во дејство и во дух. И да бидам наречен христијанин. Тоа е мојата желба. На друго место овој ист човек ќе каже, ако јас, вашиот старешина, ве искушувам, како што Исус вика, и ако сум рака или ако сум око, нека се исече, нека се ископа. Со други зборови, не во смисла на зборот да размислуваме првенствено за бруталноста на тоа што овој чин го представува метафорички, туку желбата на самиот Ориген да биде употреблив за црквата. Тоа е визијата на овој човек кој бил сведок на тешкото мачеништво на сопствениот татко некаде кон почетокот на четвртиот век. Неговиот татко бил погубен, а тој самиот не загинал во тоа прогонство затоа што мајка му ги скрила облеките, му било срам гол да излезе надвор да се признае дека е христијанин. Ја сакал црквата и сакал целосно да се предаде за неја. Еден негов друг речи современик, но од западниот дел на црквата, Тертулијан, ќе напише: во заедништвото на еден или двајца во Христос, таму е црквата Христова. Така, кога ќе се фрлиш себе си пред нозете на твојот брат, ти ги допираш Христовите нозе. Ти го прегрнуваш Христос, ти директно бараш нешто од Христос. Овие двајца луѓе, до денешен ден, кои се многу важни, до денешен ден ги читаме, до денешен ден исто така се обидуваме да ги разбереме нивните објави, се всушност луѓе кои биле крајно посветени на самата црква. Но за да бидеш посветен на црквата општо, за тоа да има каков било правилен ефект, мораш да бидеш посветен на црквата конкретно. Многу пати тоа исто така се произлегува од она општа изјава за љубовта кон непријателите. Многу е едноставно да љубиш некакви општи непријатели, таму некаде, некакви ескими. Ги љубам ескимите, затоа што немам никаква допирна точка со нив. И затоа кога ќе кажеме дека треба да бидеме добар пример во црквата, многу често ние размислуваме општо. Оти така ни е полесно. Ја сакаме црквата? Да. Ке се дадеме себе си за црквата? Да. А ке се дадам себе си за Живко? Не. Тука малку потешко одат работите. Бидејќи овде е конкретната работа. Ние всушност гледаме филмови, ги гледаме филмовите и гледаме како луѓе действуваат и работат и точно знаеме кога ќе се поистоветиме со самата ситуација, знаеме точно како човек треба да постапи. Се додека тоа не е нешто што е конкретно применето на нас самите. Добро е да има некој херој со главна роља во филмот. И супер е ние да се поистоветиме со него, се додека тоа не стане конкретна вистина во нашиот живот. Сега, тоа е всушност копнежот и желбата на овие двајца луѓе што јас ги спомнав, затоа што они многу внимателно и целосно посветено го читале Светото писмо, а добар дел, особено не само од Новиот Завет, да ги кажем, ами од целата Библија, добар дел е посветен на оно што се нарекува заедница. Зборот за црква не почнува само во Новиот Завет.
Всушност зборот за црква, онака како што ние го разбираме до денешен ден, почнува уште во Стариот Завет. И тој збор се користи всушност секогаш кога Мојсей, например, ќе го свикал целата заедница да се соберат заедно за некој празник прослават или да разговараат за некоја дадена ситуација или пак да ја бараат Божјата волја. Бог сака да создаде црква и народ за своето име. Но тоа не може да се случи само во некакви општи категории. Ова мора целосно да биде вградено во конкретната ситуација на секој од нас како поединци. А истовремено, како ние тоа ќе можеме да го направиме? Со тоа што ќе го познаваме многу добро Божиот збор. За да можеме да ги разбереме овие зборови, што значи локална црква, кој ги прочитав сега во 1 Коринтијаните 12 глава 12 до 27 стих, тоа не може да го прочитаме само овие стихови и да не биде јасно. Туку треба да ја познаваме целата Библија. За да бидеш добар, употреблив орган во локалното тело Христово, треба добро да го познаваш Божиот збор. Зошто? Затоа што тоа е платформата и основата на која што можеш ти да се надоградуваш и од таму да почнеш да разбираш што Бог сака да ти каже. Со други зборови, за да го слушнеш Божиот глас, треба да бидеш на определена фреквенција. А за да бидеш на таа фреквенција, мораш да ја знаеш Библијата, бидејќи тоа е фреквенција. Ако не, ќе ти се слушаат различни гласови. И со сигурност нема Бог да ти збори. Тогаш на некоја друга институција треба да те носат. Така што, тоа е главната работа. За да слушнеме дека Бог ни зборува, а не да слушаме гласови и да мислиме дека сме Наполеон, треба добро да го познаваме Светото Писмо. Ние сакаме да се наречеме со неговото име, како што Ориген вели, сакам да ме нарекуваат христијанин, бидејќи тоа беше првиот назив кој беше даден на црквата во Антиохија, беа наречени оние кои му припаѓаат на Христос. Тој сака да остане дел од црквата. Затоа што тој вели дека додека на единствен начин како може да биде корисен дел од црквата е ако тој има духовно изградување на собствениот карактер. Неупотреблив си, може да донесат тука некој голем камен и да го треснат пред една зграда и ако тој камен не е добро ускладен, изгланцан, исклесан и така натаму не вреди. Може он да биде корисен по дефиниција, меѓутоа нема конкретно да придонесе кон градбата на таа зграда. Значи, духовното градење, за кое што јас зборувам, е пресудно како една локална црква ќе расте. Вие не доаѓате тука, јас не доаѓам во црквата првенствено за веднаш да добијам само кашичка од дедо Лажиче, цело време да ми дава. Да, сите сме во некоја форма бебиња некојаш, така се раѓаме, нели? Меѓутоа замислете, и после 15 или 18 или 20 години да ни треба се уште некој со лажичка каша да ни става во уста. Тука нешто не би чинело. И токму затоа ние сме повикани целосно да се посветиме, целосно да се дадеме себе си на нашето духовно формирање. А доаѓајќи во црквата, седејќи тука заедно, тоа не треба да биде моментот на нашето главно формирање. Ова е местото каде што ги добиваме всушност инструментите и материјалот со кој што треба да работиме. Ако дојдете вие на едно работно место и вие ги добиете сите овие нешта и кажете, супер што ги добив, ако сте некој архитект ви дават, не знам, моливче, па тие, не знам, таа посебна хартија, па не знам што се друго, вие ќе си ги соберете и до другата недела ќе дојдете и ќе ви кажат, и сега, еве ги, од минатата недела, тука се, сите, не сум изгубил ништо, ни едно ливче не фали. Нацрта нешто на нив. А требаше? Тоа е она што всушност ние, не само вие, ние треба да го разбереме денеска, за да изградиме оваа црква. Тогаш треба од недела на недела, меѓу неделата до другата недела, нашите духовни ракави да бидат засукани. И нашата духовна поставеност треба цело време да работи, да се изградува и да се формира себе си, да копне, да бара тоа да биде така во нивниот живот. Што беше главниот фокус на раните црковни екзегети?
Тоа се луѓето како Ориген, како Тертулијан и така натаму, кои всушност сакале цело време да исцрпат што зборот Божи сака на нив да им каже. Постојано во секое зборче го барале ликот на Исус Христос. Како да го разберат неговиот идентитет и како сето тоа да можат да го склопат во светлината на Светото Писмо. Според нив, примерот е секогаш Исус Христос. А еден од најдобрите начини како тие мисле дека тоа може да се илустрира е всушност пост воскресенската приказна или историја на Исус на двајцата ученици кои одат за Емаус. Доаѓаат до него и слушајте сега што вели таму. И вика, почнувајќи од Мојсе и од пророците во Лука 24 глава 27 стих, тој им ги протолкува сите нешта за себе во писмото. Ова била главната мотив, главната водилка на раните црковни отци. Вика, почнувајќи од Мојсеј, па се преку пророците, тој им образложи се во писмото што се однесува на него. Христос е клучот да се разбере небесниот татко. Христос е клучот за да се разбере целото Свето Писмо. И сега малку од другата страна. Сега ви кажав дека главната работа на еден човек кој е дел од локалната црква е духовно да се надоградува за таа црква да биде здрава. Тоа е вашата задача, тоа е мојата задача, тоа е нашата задача. Но истовремено Христос мора да биде клучот. Не ние, не нашата глава да се наполни со некое знаење, дури не се работи за некакви убави религиозни чувства, нели бевме во црква шо убаво си поминавме. Не е ни тоа поентата. Главната работа овде, зошто сте дојдени, е да размислувате дека всушност ова е работилница. Овде се работи. Овде се бара секаква сила за нешто да се оформи и да се правилно да се создаде. И тогаш, што рекоа у двајцата ученици кои одеа на патот од како Исус седото им го објасни, исчезна, што си рекоа еден на друг? А не гореале нашите срца, додека тој нас изборуваше. Дали моето срце гори? Дали твоето срце гори? Дали нашето срце гори кога размислуваме за објавениот Христос во Светото Писмо? Само така, како усвитено железо ќе можеме да не коваат. Ако сме изладено железо, таму и ќе останеме. Ако нашето срце гори и е вжештено, тогаш во тој случај ние ќе можеме постојано да бидеме обликувани и формирани до совршеноста која Христос ја бара од нас. Тука има една многу друга убава илустрација, тоа е всушност како ние се вклучуваме во Божиот живот. Бидејќи знаеме дека Исус Христос е Бог и човек 100%. Не е мешавина, не е двотактол во Варбург или во Трабант. Значи, тој е 100% човек и 100% Бог. И во таа вжареност има една многу убава илустрација. Како што железото се вжештува и се претвара во оган и гледаш железо гори, не знаеш оган ли е, железо ли. На тој начин Исус Христос е Богочовек. И убавината на сета ова работа е кога ние ќе се вклучиме во животот на Христос и ние така влегуваме во таа богочовечка состојба. И на тој начин Бог дозволуваме да не оформи. Значи, тоа се стиховите клучни и главни. Овие органи тука се всушност направени и составени, на тој начин обликувани, ограничени, на тој начин формирани со сите тие можни посебни. Секоја всушност почетокот на нашиот живот почнува од една заедничка клетка. И сите клетки пред плодот во утробата да се формира можат да станат се. Значи сите го имаме, таму е почетокот. Изворот на нашето духовно раѓање е во ДНК-та на Бог. Меѓутоа секој орган потоа станува тоа што е определено од Бог за тоа и да се случи. И затоа ние на други места треба да разбереме дека овој дел на градењето на црквата и зошто е овој дел, а тоа е всушност да се разбереме дека мораме да се препознаеме едни со други. А во тоа препознавање едни на други,
тогаш разбираме како функционираме и како еден орган треба да му помогне на друг, а се заедно за доброто. Не постои орган кој функционира првенствено за себе. Бубрезите функционираат за крвта во суштина. Разбирате, крвта функционира за клетките и така натаму и така натаму. Но има и други стихови. Имаме стихови каде што всушност гледаме, каде што се вика вие сте телото Христово, тоа го видовме и во Ефесијаните 3:6 и во Колосијаните, но ние сме невестата Христова во Ефесијаните 5:22-23 и во Откровението 21:9. Ова се покажува на нас три работи. Ние сме органи, ние сме тело, ние сме невеста. Тоа значи дека секој од нас, како орган, има голема задача да работи на самиот себе. Со тоа што ќе придонесе за целото тело. Во првото Петрово послание, 2 глава, 5 стих, го читаме следово. И вие сте сега живи камења. Но има еден многу интересен игра на зборови тука. Затоа што ние сме живи камења, знаете ли зошто сме ние живи камења? Во множина. Затоа што сме втемелени на едниот и единствен жив камен. Христос е овде наречен живиот камен. Лиθον зонта. И тука зборот камен, литос, укажува на тоа дека тоа е зборот кој се користи за камен во овој случај. Не обичен камен кој се го нашлер некаде така, ете си, колку да си го удриш палецот на него. Туку камен кој правилно и внимателно бил исечен, одвоен, добро оформен, пред да биде доведен за да се гради, аголно да се гради една градба. И тогаш, имајќи го ова предвид, писателот вели, како што тој е жив камен, така сте сега во множина, вика, вие живи камења, лиθοϊζοντές. И вие треба да дозволите да бидете вградени во духовната градба која Бог ја гради. Ама за тоа да се случи, вие ќе мора да дозволите токму тој Бог со чекан и со длето да поработи на вас. Не само брусли да работи, туку и брусилица. За да можеме целосно да бидеме изгладени. А која е целта? Видете, која е целта на оваа локална заедница? На ова локално тело? Која е целта да бидеме живи камења? Така што, вие, вели Петар, ќе се принесете себе си како духовна жртва. Повторно ќе кажам, животот на оваа локална заедница зависи од духовното изградување на секој поединец, влегувајќи како жив камен и давајќи своја духовна жртва. Ако тоа не се случи, џабе се друго, џабе добрите проповеди, џабе доброто славење, џабе Живко што се труди и Стефани. Во буквална смисла на зборот. Бидејќи градбата мора да биде жива во овој случај. Ова духовно формирање е најголемиот дар кој вие и ти поединечно, и јас, и сите ние заедно можеме да го подариме на сеопштата црква. Здравието на локалната црква ќе го определи здравието на сеопштата црква. Секој дар кој ние сме го добиле од Бог ни е даден, но тој дар не е за нас првенствено. Секој дар кој ние го добиваме е всушност дар преку кој што им служиме на другите и на тој начин секој дар што им е даден на другите е даден за да ни послужи нам. И на тој начин ние всушност разбираме дека си требаме едни на други. Тоа е вистинската потреба. Најголем дел од нас луѓето многу често во ова време на радикален индивидуализам, на солипсизам, на некаква егоцентричност. Тоа што нас не интересира е како да бидеме независни. Како ние да си ја наредиме, како ние да си направиме таква куќа,
толку пари да имаме на банка, или ако не веруваме на банките, ќе ги криеме у некои вреки, во перници и така натаму, ама да се чувствуваме независни и да се чувствуваме безбедни. И таква работа во Библијата едноставно не постои. Таквата работа во суштина е штетна. Зошто Ориген цело време сака да се нарече човек на црквата? Затоа што ако си повикан да се наречеш со името Христово, тогаш како припадник на Христос треба така и да се однесуваш. Повторно се враќаме сега на самиот почеток на тоа што го кажав. За локалната црква да биде здрава, добро оформена, таа локална црква мора добро да го познава Светото Писмо. И тоа не смее да биде слушнато само во недела, во овие 5, 8 или 12 стихови што ќе се слушнат и со тоа да заврши сето она што ние сме имале дружбата со Божиот збор. Иначе, навистина, нема да можеме да го препознаеме. Со други зборови, ова е многу важно затоа што она што сите го кажуваат, го велат во секоја врвна вештина. Тоа што ние го гледаме како нешто што ни се прикажува пред нас како вештина која е толку лесна. Она што е најдалеку од мене сега, еве ќе употребам малку, секогаш употребуваме ние машките одно на фудбал, летаме на така. Ајде бе, вака ќе кажам, уметничко лизгање. Уметничко лизгање. И тоа што го гледаме ние толку едноставно и толку лесно, јас лично на мене да ми ставиш не тркалца под нозете, а вечергиче едно малку да почне да се тресе, готово. Јас сум готов. Кога гледаш некој како добро функционира во таа работа, мислиш дека тоа што тој го прави или таа го прави поточно е лесно. Но оно што е многу битно во овој случај дека овие луѓе не размислуваат на ова веќе додека тоа го прават. Знаете ли зошто не размислуваат во мигот додека тоа го прават, додека очите на цел свет се вперени во нив? Бидејќи за тоа размислуваат дење и ноќе, другите 23 часа, 22 часа од денот. 7 дена во неделата, 30 дена во месецот, 365 дена во годината. Затоа не мора да размислуваат. И тоа што јас сакам тука да го кажам е дека пред ние да станеме добри толкувачи на текстот, а треба да станеме добри толкувачи на текстот, мораме да дозволиме текстот да не протолкува нас. Ако текстот не протолкува нас, со други зборови, ако ние не се изложиме на овој текст и да кажеме, ние се предаваме. Тоа значи преданието на Бог. Се предавам. Не се бунам, не се жалам, кажи што имаш да ми кажеш. Ако текстот не протолкува нас, ние никогаш нема да успееме тој текст правилно да го протолкуваме. Тоа е силината, тоа е важноста на ова што тука го означува локалната црква, телото Христово, посветеноста на тоа тело Христово, живите камења кои треба да бидат на тој начин формирани, вградени. Така што јас ќе кажам, една од охрабрувачките работи што во толку рана фаза на оваа локална заедница што ја слушам од пасторот Живко дека ја спомнува, е тоа дека почнувате и со мали групи и така натаму во тие мини форми, каде што ќе може всушност сето ова што се случува тука да се рефлектира, речиси секојдневно во други контексти од вашите животи каде се наоѓате и така да се надоградува оваа конкретна локална заедница. Ова што го слушате мора истовремено и да го процесирате низ себе си. Всушност, раната црква повторно ова го разбрала уште од најрани почетоци. За нив уште некаде околу 200 година после Христос, значи доцент втор, ран трет век, постоело едно интензивно подготвување на оние кандидати кои требале да бидат примени во црквата преку крштевањето. И тоа обично крштевањето на такви кандидати се случувало за време на Велиденската недела, особено тоа е усталено веќе некаде во 4 век. А подготовката на овие кандидати, која траела подолго време, некогаш да бидеш да припаѓаш во катекуменатот, значи да припаѓаш на подготовката, можела некогаш да трае и со години, но последниот, така да кажам, удар пред да се дојде до крштевањето била великите пости пред Велика. Каде што интензивно овие луѓе влегувале во разбирањето повторно тоа кој е Христос, за да дојде до моментот кога ќе се крстат
да го прифатат неговата жртва за нив, но истовремено да ја прифатат, да го признаат и да живеат во надежта на неговото воскресение. Значи, овие луѓе кои биле подготвувани за да влезат во црквата, да станат сега тие дел од телото Христово, биле дел од списокот на духовното раководство кое постојано требало да ги гледа пред себе, да се моли за нив и да следи до каде е нивниот напредок. Хризостом, еден од најголемите проповедници на историјата на црквата, кога зборува на оваа тема, ќе каже 3 важни работи кои се битни за локалната црква, за таа локална црква да биде здрава, така што сеопштата црква ќе биде јасна манифестација на Божјата слава и сведоштво за да други луѓе сакаат да се приклучат, да станат дел од Божјиот народ. Прво, присуство на редовните богослужби. Значењето на празникот Епифанија, Богојавление, и значењето на Христовото крштевање. Она што тој самиот ќе го каже додека размислува за овие 3 теми, тој зборува првенствено почнува со оној контраст меѓу радоста на народот за време на празникот и неговото чувство на болка. А знаете ли зошто? Бидејќи веќе во 4 век луѓето почнуваат да си играат црква. Доаѓаат таму за добри чувства. Доаѓаат таму да се радуваат. Заборавајќи дека вистинската радост да се биде дел од црквата е дел од тешката посветеност на доброто на другите, молитва, пост, самопожртвуваност. И тој почнува својата проповед и вика: каков голем контраст е меѓу оваа радост што ја гледам и болката која во моментов ја чувствувам. Колку повеќе вели слава на Бог и колку тоа би било општо корисно за душите, ако секоја локална црква, баш така, секоја локална црква, ќе ја видевме не само дека е целосно полна. Не вика тој. Луѓето многу пати се поврзани и се трчаат по места и нешта кои ги направат да се чувствуваат возбудени. А на места кои што всушност бараат јасна определба, цврста онака послушност во една насока, така да кажам, на таквите места доаѓаат еднаш или 2 пати годишно и тоа кога може да се радува. Во црквата доаѓаме за да се сретнеме со Христос. И во црквата доаѓаме затоа што тешко сме работеле цела недела на себе си, формирајќи се да станеме дел од неговото орган во неговото тело. И тој вика: еве зашто сум се проповедал оваа година, вели Кризостом, Златоуст, Јован Златоуст. Душата, телото, безсмртноста, царството Божјо, казната, гехената, трпението на Бог, неговото чекање на нас, покајанието, крштевањето, поштевањето на гревовите, создавањето од горе, создавањето од долу, човечката природа, ангелите, злите дејства на демоните, како демоните не лажат, поведението на наш, учењето на црквата, вистинската вера и кои се опасните лажни учења. И тој вика вака: христијаните мора да бидат свесни за сите овие теми, ако не им се јасни, како ќе бидат активно, добро и корисно вклучен орган во телото. Не е работа само локум да се лапа. Мора нешто друго да се прави, за да може телото да биде здраво. На друго место, Златоуст ќе каже: а што е со Богојавление? Што е со оваа појава, објава, Богојавление, баш Епифанија, објавата на Бог, поточно во времето кога Исус Христос се крштава? Вика, нема 2 епифании, нема една, туку 2 епифании. Едната е оваа сегашна,
која се случува, и втората е онаа која доаѓа и која ќе се случи на моментот кога Исус Христос ќе се појави еден ден по втор пат да му суди на светот и да го спаси светот истовремено. И вика, затоа што не беше веднаш јасно кога беше роден дека тој всушност, значи кој е тој во целост, се до мигот додека не бил крстен. Бидејќи до денот на неговото крштавање им било непознато на многумина, тогаш почнува она што се нарекува Исусовата јавна служба. Исус не бил крстен за прошка на гревовите, на негова зборово, нити пак да се исполни со Духот. Зошто тој бил крстен? Прашува Јован Златоуст. За две причини. Да го обзнани, значи, самиот Месија, дека тој е Месијата помазаник Божи, и да ја исполни секоја праведност која доаѓа преку Божите заповеди. И потоа тој прашува, а што значи да се исполни секоја Божја праведност? Што тоа тогаш значи за нас и во нашиот живот во локалната црква? Тоа значи, се враќаме пак назад, дека локалната црква мора да биде преку Светото Писмо посветена на клучот на тоа Свето Писмо, а тоа е Христос. А тој дојде да се објави како Божи помазаник и да ја објави секоја Божја правда. А нашата задача за тој клуч да функционира, да отклучува и заклучува, е да влеземе и како органи, како членови, функционално да дозволиме тој клуч да ја заврши својата работа, а тоа е објавата на Божјата правда. Вика, што правиш, о човеку, кога Христос е присутен, кога ангелите наблюдуваат, кога стојат пред оваа прекрасна трпеза, кога твоите браќа и сестри се уште ја слават оваа света тајна? Дали тогаш ти си заминуваш, заборавајки откако ти самиот си се нахранен на нив? Не за жабе србите велат сит гладно не веруе. Не е поентата ние да се најадеме. Не е поентата на нас да не биде добро главната работа. Поентата е дали сите заедно, како тело, сме се нахраниле. Значи, ова што јас сакам да го кажам по прашање на важноста на локалната црква е всушност пресудно за тоа дали црквата ќе биде на вистина тело Христово употребливо и дали црквата ќе се одржи чиста, како чиста невеста, неизвалкана до доаѓањето на Исус Христос. Од нас зависи кој ќе биде нашиот духовен дар за локалната црква. Нашиот духовен дар за локалната црква ќе биде нашето духовно изградување. Познавање на Светото Писмо, добро. Следењето на Исус Христос и препознавањето на Христос, разбирањето тоа што Христос го прави, целосната посветеност како живи камења да се вградиме во таа жива градба, како исто така вжештен челик кој дозволува целосно да биде оформен и конечно ќе бидеме секогаш присутни затоа што ќе сакаме од себе си да дадеме и нема да дојдеме само затоа што нешто сакаме да примиме. Во целост ќе разбереме Божјата објава на Исус Христос, кој е тој кога се објавува како Бог и човек. И трета работа, во целост ќе разбереме дека тој е тука дојден да ни објасни дека Христос е клучот за сите нешта, но истовремено за да ја исполни секоја праведност. А Христос преку своето тело денеска тоа своја објава на Месија Божи и таа свое спроведување на секоја Божја правда ја прави преку своето тело. А тоа не може да го постигне ако локалната црква како таква не му се подложи со целост да биде на тој начин употреблива. Ете тоа за мене е важноста, функционалноста, клучноста, инструменталноста, успехот и ефективноста на она што се нарекува локално тело Христово.
Без тоа не можеме никаде да отидеме. А локалната црква не може да се состои само од некои луѓе што одат во неа. Локалната црква мора да се состои од секој орган кој во неа се наоѓа. Амен. Небесен Татко, ние ти благодариме затоа што ти си добар, величествен, моќен Бог. Дојди сега во нашите срца, определи се, Господе Боже, целосно како клуч, како решение на секое наше прашање, на секој наш проблем, на секоја наша дилема. Но над се, Господе Боже, биди клучот кој ќе ги отвори сите наши копнежи и желби да бидеме целосно изделкани, целосно оформени, целосно исковани од промислата на Бог, така што како што не вградуваш во оваа прекрасна твоја градба и како што стануваме тело Христово и како што стануваме невеста Христова, а ти си нашиот младоженец. Секој од нас како орган е здрав, чист и функционира на начин што им служи на другите, без при тоа да мисли ништо за себе си. Другите мислат за нив, тој мисли за другите. Тоа е, Господе Боже, она што ние копнееме да го постигнеме со локална заедница. Помогни ни во Македонија да има такви локални заедници кои целосно ќе ти се посветат Тебе, така што здравието на Твојата сеопшта црква, сведоштвото за Тебе низ целиот свет ќе биде безпорочно, без никакви валканици и во целост, Господе Боже, достојно на повикот да се наречеме, како што Ориген не учеше, христијани, оние кои се повикуваат и се нарекуваат со Христовото име. Амин. Амин.